За прв пат има опасност вето да не дојде од надвор, туку од внатре. Премиерот ги изнесува своите стравувања во пресрет на утрешната пленарна седница во Собранието за уставните измени. Димитар Ковачевски, кој по неколку седмици пауза се појави во јавноста и тоа токму пред политичкиот ден Д, ги повтори своите и аргументите на власта дека предложените амандмани се технички и на каков било начин не задираат во идентитетските одредници на македонскиот народ, нешто што опозицијата го тврди. Во однос на амандманите немаше ниту една забелешка. Тие амандмани беа презентирани пред невладините организации, пред академската заедница, пред политичките партии. Ниту една забелешка немаше на текстот, бидејќи не задираат во ниту едно идентитетско или било кое друго прашање на македонскиот народ или било кој друг елемент кој што е значаен за македонскиот народ. Имаше дискусии во Академијата на науките и на други организации каде што немаше ниту една забелешка. И затоа сметам дека 10-дневната дебата во Собранието е добра можност да граѓаните уште еднаш се уверат дека се работи за процес кој што е остварување на втората стратешка цел по членството во НАТО на нашата држава и дека што побрзо го направиме тој процес, толку побрзо ќе станеме и земја членка на Европската унија. И ќе повторам нешто што го кажав пред повеќе време. За прв пат ветото на нашата држава не доаѓа од надвор, туку може да дојде од внатре. Вели дека не ги разбира образложенијата на ВМРО ДПМН зошто не би дале поддршка новоденешниот настап Ковачевски како да остави простор за оптимизам. Јас верувам дека Северна Македонија, која што покажала во историјата дека може да донесе големи одлуки, многу пати неправедни, морам да ви кажам, бидејќи одлуките кои што ние сме ги носеле и компромисите кои што ние сме ги правеле, никој во светот, а особено не во Европа, не ги правел, ние сме ги правеле, меѓутоа тоа сме го правеле за подобрата иднина на нашите граѓани. И при тоа, секогаш сме се воделе од аманетот кој што ни е оставен за заштитата на македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура, на што сме обврзани и со заклучоците на Собранието на Република Северна Македонија. Одговорот брзо дојде. Уставни измени нема да има. Ковачевски нема пратеници за промена на уставот. Време е Ковачевски да се исели од владата, а не народот од државата, му порача од ВМРО ДПМН во соопштението по неговата изјава. Речиси истовремено кога зборуваше премиерот, пред собранието настапија и лидерите на албанските опозицијски партии, Алтернатива, БЕСЕ и Демократското движење, Африм Гаши, Билал Касами и Изет Меджити, и побараа во уставните измени да влезат и амендманите за албанскиот јазик и за незастарување на случаите на политичка корупција. И додека зборуваме за ова гласање, доколку на краток рок не се обезбеди потребното мнозинство за гласање на првата фаза од уставните измени, ќе биде јасно дека овој парламентарен состав нема капацитет да ги деблокира преговорите за ЕУ интеграцијата. Ако ова се покаже како точно, не треба да губиме ни час повеќе. Во тој случај, односно доколку нема доволно мнозинство да се гласа првата фаза од уставните измени, повикуваме да се гласа за распуштање на парламентот и распишување на предвремените избори, за да се бара друг парламентарен состав кој ќе има капацитет и политичка волја за протуркување на интегративните процеси кон Европската унија. Во пресрет на утрешната седница, шефот на дипломатијата Бујар Османи прати писмо до пратениците во кој ги повикува да ги поддржат уставните измени. Најодговорно тврдам дека историските и идентитетските прашања не се дел од патоказите и одредниците од кои зависи отворањето и затворањето на поглавјата. Со оваа промена на уставот ние само ќе ја зајакнеме нашата меѓународна положба и ќе ја зголеме меѓународната поддршка за нашите цели. Низ преговорите, шансите да продолжиме да ја промовираме и унапредуваме македонската национална посебност, историја и култура ќе бидат значително подобри и зајакнати, пишува Османи до пратениците. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.